Добро вечер, Македонија. Како што најавив, точно во 20:30 започнуваме со ново видео обраќање. Овој пат за вас имам доста интересни податоци. Знам дека многумина од вас се тука да ги чујат. Меѓутоа, додека да се приклучи публиката, додека да ни се приклучат сите заинтересирани, предлагам да тргнеме со една јака македонска. Споделете го видеово на вашите профили, за да дојдат што повеќе луѓе со нас. Веќе сме 300 луѓе. Сите ве поздравувам. Меморија и Македонија. Љубови се. 424 луѓе ве сакам. Очигледно има доста интерес за вечерашното видео. 25 споделувања. Без луѓе сме веќе заедно. Шесто. Добро, мислам дека овие 2 минути беа доволни да се загрееме, да влеземе во видеото. Околу 700 луѓе веќе се тука со нас. Сакам да ве поздравам сите. Благодарам што сте со мене. Јас ја имам непријатната должност да бидам гласникот на вистината. Ќе ве потсетам дека Аристотел беше ученик на Платон, неговиот најдобар ученик, но тој се спротивстави на Платон, на неговите филозофии со следнава мисла: драг ми е Платон, но подрага ми е вистината. Така што, кога се работи за вистината, јас имам обврска да ја соопштам, иако таа е болна, иако таа е можеби политички погубна за мене, меѓутоа јас морам да му соопштам на секој оној што е заинтересиран член на ВМРО, на македонската јавност, на македонскиот народ, дека работиве не се одвиваат како што треба, макар тоа ме довело во политичка изолација, на маргините на политичкиот живот, или пак значило за мене дека нема да бидам воопшто политички активен. Но затоа, вие ќе ја знаете вистината, вие ќе располагате со работи кои што се кријат од вас, и вие ќе знаете дека во Македонија на дело е еден голем заговор. Како што знаете, денеска генералниот секретар на НАТО можеше само да ни кажува вашата земја. Токму намерно заради тоа пуштив меморија со наслов песната Македонија. Да, нашата земја, господине Столтерберг, е Македонија, Република Македонија. Тоа е запишано во Уставот на Република Македонија и убаво би било вие како представник на Алијанса или како човек што доаѓа од европска држава да бидете културен, цивилизиран и на нашата земја да и се обратите со тоа наше уставно име, односно Република Македонија. Но за тоа во друга прилика ќе имам јас уште обраќања, имам што да кажам, сакам да ви го соопштам тоа на вас, вие имате право да ја знаете вистината. Денеска сепак ќе разговараме за досие Глумец, односно новиот член на извршен комитет на господинот Мицковски, кој што своевремено бил соработник на тајната полиција,
на УДБА или по-македонски ДБК. Значи човеков си соработувал со тајната полиција, си кодошел, си кажувал за ВМРО, си кажувал за нашите работи внатре, политички, си кажувал, си кодошел за мене, си кодошел за Антонио и така натаму. И тоа све уредно било забележено во извештаите и аналите на УДБА. Тие анали, односно извештаи, после известно време дојдоа, после 2002 година, дојдоа во Државниот архив. Државниот архив ги прими на чување 15.500 досиеа, кои што своевремено беа забранети за објавување, но сега не е така. Пред неколку години е променет законот и сите тие има обврска, односно право Државниот архив да ги објавува, а секој од вас може да ги истражува и да се запознае со нивната содржина. Тоа е некој процес на демократизација на државата, расчистување со комунистичкото минато и на некој начин затворање на тоа поглавје. Значи, со преминот во демократија требаше да се на некој начин расчисти со праксите кои што беа до 90-та година, односно со следење на политичките неистомисленици, нивно прогонување, затворање, Голи оток, Змиско острово и така натаму. Но за жал, во Македонија тоа не завршило во 90-та година, туку продолжило најмалку до 2000-та година. Јас тие истражувања ги направив и открив дека најмалку до 2000-та година се следеле членови, видни членови, како и целата партија ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, имало и доста развиена кодошка мрежа на соработници, меѓу кои и луѓе внатре од ВМРО-ДПМН. Сега еден од нив е член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, предложен од страна на Мицковски. Дали е тоа од незнаење или се работи за намерно инкорпорирање на луѓе од тајните служби или соработници на тајните служби, тоа ќе треба да се го прашате Мицковски. Јас да бев председател на ВМРО-ДПМН, тоа немаше да се случи ни подразно, затоа што не се согласувам да партијата се обработува од тајните служби и нејзините членови да бидат следени заради нивната политичка активност. Сега, неколку типчиња од аферата Шпион во 2012-13 година дошле преку вработени во Државниот архив, дошле до овие сознанија, односно до овие документи, кога беше забрането да се објавуваат, и со истите документи почнале да ги оценуваат некои од овие инволвирани. За тоа ќе си читате, ќе си направите Google Search афера Шпион и ќе ви излезат доста податоци на таа тема, а за секој случај после ова обраќање јас вечерва ќе објавам неколку линкови за сите заинтересирани, неколку линкови на мојот профил, за сите заинтересирани да се запознаете подетално со аферата Шпион. И имено ликот досие глумец, кој овие го откриле дека е соработник на тајната служба, а не е илустриран, што е за мене мощно симптоматично. Зошто не е илустриран, бидејќи тој кодошел во Дирекција за безбедност и контраразузнавање на Република Македонија, го кодошел во ВМРО-ДПМН, тие ликови почнале да го оценуваат. И јас апсолутно не се согласувам да некој се оценува. Значи, пробале да му изнудат пари, затоа ќе си читате, ќе ги објавам линковите и мислам дека апсолутно неприфатливо некого вие да малтретирате за негова соработка со полиција. Он си избрал да си соработува, меѓутоа не можете и не смеете таков лик да му дадете врвна политичка позиција, како би можел да влие врз политичкиот систем, а особено не во ВМРО-ДПМН, затоа што ВМРО-ДПМН е на нож 20 години со тајните служби, а предходно пред 90-та година, кога бевме движење, забрането, уценувано и прогонувано, на нож од 45-та со УДБА се до 90. Така што неброени македонци биле омаловажувани, емигрирале, затворани, има доста политички жртви, има ликвидации и така натаму. Тоа ќе го читате подетално во црните страници на УДБА, тие се објавени од страна на Државниот архив, се работи за 14 тома во околу 30 книги. Тоа се околу 32-3 страници. Но тоа повторно е друга тема. На таа тема ќе зборуваме ако имате интерес во некое наредно обраќање. Сега се посветиме на досие Глумец, односно
новиот член на извршен комитет на ВМРО ДПМН е предложен од страна на Мицковски. Службена белешка од 29. октомври 1997 година. На 21. октомври 1997 во ресторанот Кафе Грил, инаку ова беше објавено од страна на Зоран Божиновски онлайн пред 4-5 години и така е симнато. Онлайн беше објавено, знаете дека подоцна Зоран Божиновски беше затворен како дел од аферата Шпион. Повторно ќе кажам, аферата Шпион ќе си ја изгуглате, јас ќе дадам на мојот зид дополнителни линкови за да ви се вообличи, и Ал Джазира имаше пред известно време документарец, па ќе видите и таму некои детали. Сами ќе си оформите сликата. Но ова што е објавено е 21. октомври 1997 ресторан Кафе Грил. Времето на средбата е од 13:30 до 16. Значи, внимавајте, тоа се 2,5 часа разговор со досие Глумец. Па се наведуваат неговите генерали, тоа не е битно. Разговорот беше објавен на наша иницијатива. Направени се оперативни трошоци во износ од 450 денари. Службена белешка се оформува. Целта на разговорот, внимавајте, беше добивање податоци и сознание во функција на ДБК и согледување на можноста за придобивање за соработка и градење на оперативен однос. И сега се вели дека овој што е соработникот, односно новиот член на извршен комитет на ВМРО ДПМН, односно досиет овој соработникот Глумец, вели дека Љупче бугар, бугарската кауза била ваква, таква, онаква, и меѓу другото ги спомнува и Љупчо, ги кодоши Љупчо, доста, Змејко, се спомнува Каракачанов, се спомнува потеклото на Љупчо Георгиевски, па не знам, го донеле од ваму од онаму, тоа се негови веројатно фантазирања, но тој ги соопштил на државна безбедност, па се спомнува Ѓорѓи Наумов, па се спомнува МПО-то, па се спомнува Клюсев, па се спомнува Лепавцов, и мощна интересна реченица, изворот, значи досие Глумец изразил згрозување од самата помисла што би можело да се случи со Македонија доколку Георгиевски и ВМРО ДПМН дојдат на власт во Република Македонија. Замислете, се згрозува од доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, а денеска член на извршен комитет. Според изворот, за среќа, во Македонија никогаш нема да победи ВМРО ДПМН на чело со Георгиевски, односно Америка нема да го дозволи тоа, барем до тогаш додека има барем еден нејзин војник во Република Македонија. И сега тој вели дека нивната групација на изворот е спремна да го турне столчето на актуелното раководство на ВМРО ДПМН, на кое има јамка околу вратот. Сега, внимавајте, ова е мощне, значаен дел од разговорот со државна безбедност. При што државна безбедност на досие Глумец, односно на Глумец, оперативна обработка Глумец, му вели: туркањето на столчето и затегнувањето на јажето е наш заеднички интерес. Значи, внимавајте, и Глумец, но и ДБК имаат заеднички интерес да го турнат столчето околу вратот на раководството на ВМРО ДПМН, на што изворот, односно Глумец, одговори дека МВР мора да реагира многу побрзо и поефикасно и да го спречи она од што тој најмногу се плаши. Значи, Глумец бара од ДБК ангажман на ова тајна служба внатре во рамките на ВМРО ДПМН, им дава информации за целото раководство, кодоши за сите и бара тие активно да се инволвираат. И неговото инволвирање понатаму вели дека би било уште подобро да тој беше подобро инкорпориран. Значи, неколку пати изразува жалење што е надвор од врвот на партијата, а кога би бил внатре, заедно би ги постигнале претходно изнесените цели. Значи, он укажува на ДБК дека доколку би бил во врвот на партијата, заедно изнесените цели, туркањето на столчето со јамката околу вратот полесно би ги остварил. Потоа го спомнува Антонио Милошевски, неговите определби,
па потоа пак се навраќа на УМС, на подмладокот, па ги кодоши Игор Георгиевски, многу кодоши и Пандов. Па понатака доаѓаме до анализата на оперативните работници. Значи, они си разговарале 2,5 часа, он им ги пренел неговите размислувања и они сега од тоа прават анализа. Вика, беше обавен таму и таму траеше толку. Разговорот беше претходно договорен по телефон, а во договорот, во линија на работа, разговорот беше фото и фоно документиран. Значи, сликан е разговорот од страна на тајните служби, но и постои и аудиозапис. Каде е тој аудиозапис, не знам, бидејќи не се такви материјали испорачани во Државниот архив. И овдека се нагласува. Инаку ова е наш втор разговор со изворот. Истиот протече у опуштена, релаксирана и конструктивна атмосфера. За разлика од првиот разговор кој што се одвиваше во станот на изворот, а во врска со неговото јавување. Значи, он си барал разговор, си ги викнал во станот, малку бил тогаш ненавикнат, но веќе во вториот разговор он е опуштен и конструктивен. На вториот разговор изворот остави печаток на отворена комуникативна личност со желба да соработува заради остварување на одредени државни цели и интереси. Ја не знам какви цели ќе остварува како политичар со тајната служба, меѓутоа, драги гледачи, вие проценете сами. Податоците и сознанията ги изнесуваше спонтано, без прашања и резерви и според нашиот впечаток сосема опуштено и отворено. При тоа изворот презентираше бројни податоци и сознанија од интерес и функција на државната безбедност. Како посебно интересни ги сметаме сознанијата за Доста Димовска, контактите со МПО, незините телефонски и непосредни контакти со ВМРО, со СМД, со Софија и така натаму. Повторно се спомнуваат некои имиња, нема да ве замарам, бидејќи имам доста материјал, гледам 1100 луѓе континуирано пратите. И многу е битно, белешката се затвора со следнава реченица. Со изворот беа договорени наредни контакти, на што изворот изрази спремност. Значи, изворот се среќава веќе втор пат у оваа белешка, доста е опуштен, делува подготвен за соработка, изнесува кодошања за врвот на партијата, за сите имиња поред и така натаму, и изразува спремност да соработува и понатака, но тоа не е се. Немојте да мислите дека слушнавте се. Допрва ќе чуете циркуси. Врз основа на овие кодошења, тајната служба одржува работен договор, состанок, за да се договараат што да прават со овој човек кој што сега го добиваат за свој соработник. И ги договараат следниве работи. Секако продолжување на контактите и да се издигне соработката на повисоко ниво. После да се интервенира за негово регулирање за жителство во град Скопје, зашто веќе започнале активностите. Создавање на услови за поставување на ОТС Феникс во станот кај што тој живее. ОТС Феникс е прислушкување на станот. Значи, кога ќе дојде некој кај него, разговорот да се прислушкува, а тие да си го бележат и да си го снимаат. Исто така, службата веќе се заинтересирала за овој член на извршниот комитет на Мицковски, предложен од страна на Мицковски, и сака да му обезбедат стан за преселување, зашто тој изразил намера, а со нивна цел создавање на поволен терен за оперативно ангажирање. И така натаму, и така натаму. Службата си прави планови, бидејќи си нашле човек кој што однатре од ВМРО ќе го кодоши ВМРО. Наредната белешка се потенцира дека ДБК Скопје подолг период остварува, извесен период остварува контакти со Глумец. Од досега остварените контакти, Глумец презентира податоци и сознанија од интерес на државна безбедност, кои ни овозможуваат одредување на натамошни насоки за оперативна работа и планирање на мерки и активности спрема лица опфатени во оперативната акција Павароти и ново појавени лица по линија на македонски екстремизам во земјата. Значи, службата ги зима неговите сознанија и ги инкорпорира во својата работа во следење на ВМРО ДПМН 1997 година. Од досега остварени контакти со Глумец цениме дека постојат објективни и субјективни услови за изградување на квалитетен оперативен однос
Значи, со човекот може да се изгради квалитетен, оперативен однос, кој би бил у функција на ДБК, а со оглед на значењето на податоците и сознанијата кои ги презентира глумец, се инициирал и одржал, веќе претходната белешка, целосен состанок на управата на ДБК за да се договорат што да прават. И они повторно тука потенцираат во овој извештај дека треба да му се регулира жителството во Скопје, да му се создаде, да му се озвучи станот, да не кажувам каде, заради што? Да се озвучи заради лицата од оперативна акција Павароти, односно Кенгур, Магнум и други. Кенгур е објавен во томот на црни страници на УДБА, се работи за Иван Соколов. Целото негово досие го објавив као бев директор на Државен архив на Република Македонија. Но дали Кенгур знаел дека оди во стан кој што е озвучен, тоа ќе си го прашате Кенгур. И тука се спомнуваат понатаму и Змејко, често навратувал и така натаму. И така, на работниот состанок се зема у предвид и можноста ДБК да покрива дел од трошоците на име на кирија. Значи, ова е квалитетен соработник и треба да му се дава и кирија, која би ја плаќал глумец заради постоечка потреба и интерес на ДБК. Заклучете вие сами, почитувани што ме следите, што значи на вас државна безбедност да ви ги покрива трошоците за кирија. Наша оценка е дека позитивната одлука у однос на ова би овозможила целосно согледување на работите кои се предмет на линија македонски екстремизам во земјата. Соодветно на тоа и правилно одредување на насоки и оперативно работење. Значи, од неговите сознанија, од сознанијата кои што он ги дава на ДБК, они би се позицирали и би знаеле како да делуваат против партијата. Одиме понатака, станува збор за член на извршниот комитет, почитувани на господинот Мицковски. И тоа, како што сум в ним запознаен, оној kitchen cabinet, односно оние потесниот круг кој што има влијание, а е предложен од еден поранешен министер за транспорт и врски. Ја одиме нова белешка. Ова е веќе 98 година. Сознание обезбедени од разговор обавен со глумец во службени простории на ДБК Газибаба. Зошто барал човеков да отиде во службени простории на Газибаба, на ДБК во Газибаба, ќе чуете сега. Зашто таму ги спомнува Љупчо Георгиевски, Борис Мејковски, Владко Ѓорчев, Филип Петровски, Зоран Петревски Снајпер, Александар Пандов и така натаму. И соопштува уште една многу интересна работа, дека всушност неговата групација работи на написи што излекуваат во Нова Македонија и Пулс. Знаете, оној Пулс, стариот, кај што работеше Мирка Велиновска во зградата на Нова Македонија, таму беа тогаш нели вечер и Нова Македонија као дневни, а Пулс беше неделник. Значи, вика, тоа се наши текстови, мои и на Кенгур, и на уште некои други, а ги подпишуваат новинарите Зоран Петров. Зоран Петров е оној новинар што после во владата на Груевски стана заменик министер за надворешни работи и беше долго време на таа позиција. Добро, сега да видиме што смета ДБК за ова што на овој разговор го изјавил глумец или членот на извршниот комитет на господинот Мицковски. По претходен договор, организирана е средба со глумец у службени простории на ДБК Газибаба со цел видеодокументирање на разговорот, а заради оперативните потреби на ДБК. Контактот со глумец се реализиран 24.12.97 од 11.30 до 15.30. Пази Бога, ти човеков 4 сата зборувал. Можете да замислите што све кажал. Истиот е документиран од УОТ, а од наша страна изготвен е и предлог за обработка и репродукција на материјалот за потребите на ДБК. Заради понатамошно следење на плановите и намерите на Павароти, тоа е сега Павароти е раководството на ВМРО, да помене, контактите со глумец ќе продолжат и во наредниот период. Со цел создавање подобри услови за соработка, предлагаме интензивирање на нашите активности за регулирање на статусот на жител на град Скопје. Глумец, неопходно е воспоставување негов редовен работен однос. Исто така предлагаме одредено финансиско помагање на глумец, кој моментално е у финансиска криза. Сметаме дека е неопходен и организиран пристап за обезбедување на стан, за преселување на глумец,
што има намера да го направи во месец февруари. Ете така, значи ДБК си прави сериозни планови овој човек да си го обезбеди по сите линии, затоа што е квалитетен извор на сознание за ВМРО ДПМН. А денеска тој човек е член на извршниот комитет, предложен од страна на господинот Мицковски. На крај ќе поставам прашање до другите членови на извршниот. Сега уште малку трпение, извинете што сум подолг, но вие имате право да ја знаете вистината. Последната белешка, која што беше објавена на интернет, е од 27 јануари 1998 година и се работи за сознание од обамен разговор со глумец. Па тука глумец исто така си кажува за доста работи. Најмногу во овој случај зборува, ова е тематска белешка за македонската емиграција. И еве што велат после тој разговор оперативците на ДБК. Сознанијата од глумец у кафетеријата Малибу се презентирани од 11 до 2,5, значи 3,5 часа повторно се изборал, по претходен взаемен договор, при што биле направени оперативни трошоци од 400 денари. Сметаме дека се сознанијата објективни и во функција на ДБК. Напоменуваме дека глумец у разговорите е потполно објективен, искрен и отворен, што се потврдува и низ резултатите од примена на ОТС. Човекот не само што соработувал, они го прислушкувале и на телефон и го проверувале дали дава точни податоци. Контактите со глумец ќе продолжат и во наредниот период, а напоредно ќе се создаваат услови за реализирање и на другите планирани мерки и активности. На глумец, пазите сега, ова е многу битно, дадени му се конкретни задолженија, низ инструкции во однос на Кенгури на Магнум. Значи добил задолжение што да прави во однос на Соколов и на Магнум, и да знаете дека веќе толку се развил односот што он веќе почнал да добива инструкции како да се однесува кон луѓето околу него и ВМРО ДПМН. Инструкциите се во насока на проверување на одредени наши сознанија оперативни за нивни екстремни активности во изминатиот период. Со глумец е договорена повторна средба во наредната работна седмица, значи веќе стекнуваат, да речеме, едно регуларно, редовно пријателство каде што глумец си подоши, си раскажува за раководството на ВМРО ДПМН, си дава податоци, за тоа си добива одредени поволности и пак ќе кажам, не сложувам тој човек што беше уценуван и добро е што тие луѓе што ги злоупотребуваа овие документи беа осудени затоа што го рекетирале и му барале 30.000 евра, но апсолутно мислам дека јавноста, тоест вие имате и цело ВМРО ДПМН, има право да знае од политичка гледна точка дека во извршниот комитет на Мицковски има потврден соработник на државната безбедност. Како ќе реагира господинот Мицковски е негов проблем, бидејќи во мојот извршен комитет ќе немаше место за ваков лик. Но ја би сакал да ги прашам другите членови на извршен комитет. Дали знаете со кој седите и дали сте сигурни дека она што го зборувате како врв на партијата завршува таму или завршува и на некои трети места. Исто така, сакам да ве прашам, ако знаете, дали сте се конформирале и дали сте се компромитирале доброволно, а против интересите на ВМРО ДПМН и против интересите на Република Македонија. Ова што го имаме како сознание за член на извршен комитет на ВМРО ДПМН за чиста и отворена и долготрајна соработка против ВМРО ДПМН за мене е поразувачки. А за вас? Што ќе кажете, драги членови на извршен комитет? Филип Петровски ви е виновен што седите со кодош на удба во извршен комитет? Ако, обвинувајте ме. И така водите кампања против мене кај ќе стигнете, меѓутоа јас имам обврска да ја кажувам вистината. И сакам само уште нешто да кажам. Неправедно го обвинувате Тони Михајловски Шанац. Не се работи за Тони Михајловски Шанац, се работи за друг човек. За Тони Михајловски Шанац, во моите долготрајни проучувања на досијата, не постои документ дека е соработник на полицијата. Човеков е чиста душа и немојте да го обвинувате. Знам дека одредени трабанти по Фейсбук на господинот Мицковски, таму од истокот, објавуваа дека сум го напаѓал Тони, па дури некои портали по интернет, односно портали,
објавуваа дека сум го обвинил Тони Михајловски. Не е точно, значи потенцирам. Глумец, оперативниот соработник на ДБК не е глумец, туку е некој друг. Седи во извршениот комитет на господинот Мицковски. Значи, мене не ме интересира, ја не сакам да го брукам тој човек имал своји пресметки, зошто би соработувал со ДБК, нашол начин, веројатно му плаќале нешто, што правеле, како правеле, е негов проблем, не е мој, но од политичка гледна смисла, за мене е недозволиво тој човек да седи во раководството на ВМРО ДПМН. Што мислите? Има ли и други соработници во врвот на ВМРО ДПМН? Ајде, во некоја наредна прилика. Сега ќе застанам тука, ви посакувам добро здравје, благодарам што бевте со мене, предпоставам дека бев малку подолг вечерва, имаше многу материјал, предпоставам дека ќе предизвика лавина од негативни реакции од страна на апаратчиците и оние што се задолжени плјукачи по интернет врз мене. Ви кажувам, тука сум, плукајте, дајте да видам што имате да кажете. 5 пари не дава и ќе продолжам. Нашето членство не смее да биде доведено во заблуда. Вие не смеете да го лажете членството. Вие не смеете да го злоупотребувате името на ВМРО, ако не сте ВМРО-вци. Вие не смеете соработници на УДБА, кои што го уништувале македонскиот народ, кои што ги кодошеле Шишков и редица други, да не ги спомнувам назад да се враќам до Ченто, да ги ставате во раководството на ВМРО ДПМН. Јас сум политичар, јас сум председател во Сенка на ВМРО, ќе продолжам да ги коментирам и да ги фалам или критикувам сите активности или неактивности на ВМРО, ќе давам алтернативни решенија, затоа што јас сум поникнат и роден преку ВМРО, тоа е мојата идеологија, 25 години активно се борам, ги знам луѓето таму и јас ќе нудам решенија. Колку и да ме напаѓате, нема да застанам. Ве поздравам, убава ноќ на сите што бевте вечерва со мене. Одиме уште еднаш со песна од меморија, која што ми е посебно омилена и која што е посветувам на верните души, верните членови на ВМРО ДПМН и на оние душички кои што денеска беа со мене на протест против доаѓањето на Столтерберг. Јас сум про НАТО, меѓутоа само со нашето име и со достоинство. Песната се вика Зошто Боже од меморија и е една од моите најомилени македонски песни. Ве поздравам, бидете и наредниот пат со мене тука. Да живее Република Македонија, да живее ВМРО. Не казнуваш ли, Боже, што отправите? Лесно се збогуваме. Ако те има и ме слушаш, воскресни ги душите на оние што изгореа за ова сега и твоја